Со почетокот на летото започнува и Скопското лето. Вчера вечер беше свеченото отварање. Оваа година се одржува по 44-ти пат, а ова утро веќе во нашето студио е и директорот на Скопското лето Никола Глигоров. Добро ви утро. Добро утро. Благодарам за поканата. Добро ни дојдовте. 44-ти пат, тоа значи дека се започнала во 1979 година. Тамо 80-тите години. Сега ја не сум толку стара, ама не го ни помислив тоа, ама... не, но сепак сигурно како директор знаете што се случувало и како се започнало. Значи, во тие 80-ти години со желба да се заживее или да се надмине таа мртва сезона во текот на летото, кога сите културни институции не работат. Културно-просветната заедница со поддршка на тогашниот СИЗ за култура и Туристичкиот сојуз започнуваат една кампања, една програма која што се нарекува Скопско лето, а претходно тоа било тоа се концерти на културно-уметничките друштва на кеот на реката Вардар кај камениот мост. Проаѓаат неколку години и културно-просветната заедница во тоа време, во тогашна Југославија, почнува да кани уметници и од другите делови на Југославија, па дури и меѓународни гости. И на тој начин се профилира една мултимедијална програма. Значи имаме пред се музиката е тука, тоа многу сакаме да го кажеме, музиката како универзален јазик, кој што секој човек ја разбира. Потоа театрите, изложби, филмска програма, кафе, киното и така натаму. Полека тоа навлегува во концепцијата, во програмата на Скопското лето, така да еве овие последни децении, години се одвива некоја мултимедијална програма. Вие се обидувате да ги фатите буквално сите сегменти од културата. Колку е тоа компликувано? Ги е компликувано затоа што знаете што се обидуваме да одговориме на потребите на публиката да и има по за различни секого по возрасти. нешто, така? Да, за сите возрасти, почнувајќи од децата, од немалите. Еве, ќе го споменам театарот за деца и младинци. Годинава имаме една театарска представа Волшебникот во домот на волшебникот со Сашо Ристовски. Значи сакаме да градиме критериуми кај младите, кај децата. И навики да создадете. И навики уште од мали нозе. Знаете, после тоа тешко. После тоа тешко не оди тоа, затоа јас им благодарам еве и на театарот за деца и младинци и на сите оние кои што во изминативе години давале свој принос во негувањето на тој репертоар, на тој дел од програмата, особено за децата, па дури и одиме до повозрастните и до оние кои што можеби малку повеќе културата ја сваќаат како забава. Еве годинава на 12 јули ќе се вратиме на кеот на реката Вардар со ансамблот. Од каде што се започнало? Точно така, да еве ќе се вратиме на старите спомени. Со ансамблот Орце Николов и гостите од Србија Дукат, од Крагуеваc. Сакам малку само да ве потпрашам нешто за Скопје. Скопје е едно специфично место, особено преку лето. Јас лично многу го сакам Скопје преку лето, иако е можеби тешко за живење и за дишење. Колку Скопското лето успеа да се избори да стане својвиден заштитен знак на Скопје во лето?
Па јас мислам дека, знаете, своевремено, она што на почетокот го реков, за надминување на мртвата сезона во текот на летните месеци. Сега Скопско лето представува сезона вон сезона. Значи, неретко имаме премиерни проекти на Скопско лето, театрите. Морам тука еве да се заблагодарам и на сите институции кои што учествуваат во рамките на Скопското лето. Тоа е Националната опера и балет, Македонскиот народен театар, Драмскиот театар, Театарот за деца и младенци, Националната галерија, своевремено и Музеот на современа уметност, Музеј на град Скопје и така натаму. Сите тие го чувствуваат Скопско лето како, еве да речем, како свое, иако ние го координираме, го работиме. Како домаќини, така некако може да се нарече, нели? Да. Па заеднички. Да. И сите тие сака да придонесат за публиката. Значи, публиката да се Што значи ги отвараат ширум своите врати за публиката? Епа, јас вчера кога на пресот или на отварањето кажав. Повторно ги отвараме ширум вратите, портите за културен надпревар меѓу народите. Тоа го рекол нашиот ненадменив Гоце Делчев, затоа што и годинава, како и во годините наназад, имаме поголем број на исто така меѓународни програми, уметници кои доаѓаат од странство. Да, обично се ставате акцент на домашните, но сепак порткајни е тука и меѓународна програма, да речеме. Знаете, во просек, ја водев некои статистики, преку 35% од програмата во годините наназад е меѓународна. Минатата година дури имавме 52% меѓународни програми. Затоа што сакаат, еве се јавуваат, прво ние се обраќаме до амбасадите, до културните центри на странските земји во нашиот град, во нашата земја, а потоа и тие самите сакаат да бидат дел од Скопското лето. Да придонесат за Ајде да видиме малку програмата. Ова е брошура, може така да наречеме. Каталог програма внатре буквално се што ќе може да видат ова година. Се започна вчера вечер. Да. Како помина свеченото отварање прво? Прекрасно. Убаво. Затоа што знаете возбудата почетокот ветува успешно Скопско лето, добро. Отварањето беше со факултетот за музичка уметност. Повторно акцентот на младите, значи, така? Така. Го ставивме акцентот на младите. Возбудата нивна успеа да ја пренесат на публиката. Фојето на Националната опера и балет беше преполно. Дури и стоеа луѓе покрај 200-300 таму столици колку што може да собере. Да, во наредниот период исто така ќе се дружиме и со младите од факултетот за драмски уметности, кои што ќе реализираат 5 представи. Претходно споменав за детските програми. Меѓународните програми ги имаме соседите прво, Грција, Србија, Црнагора, Австрија, Германија, па до Соединетите Американски држави доаѓа една група на ладино музика. Ки има околу 30-на. Повеќе од 30 програми, да. Знаете, своевремено имавме во рамките на тие 40 дена околу 60 до 70 програми. Меѓутоа, публиката почна реагира. Знаете, некој сака да отиде и на изложба, ама после тоа да отиде и на концерт. Сега изложбата е, например, во Музеј на град Скопје, а концертот е во Даут Пашинама. Изложбата е во 20 часот, овој концертот е во 20:30. Пренатрупано било, сакате да кажете, да. Сега се обидуваме секој ден да имаме по еден настан, некои денови има и по 2 настани тука, ама
секој да си го добија своето место. И во, еве вака, во медиумите, кај публиката и така. Еден момент што исто ми се допадна, оваа година се поклопува со 60 годишницата од земјотресот, да. дека имало изложба, но на повеќе места, тоа малку да ми го подобјасните како ќе биде. Кураторката Дијана Томич-Радевска во продукција на Друштвото на ликовни уметници на Македонија, тука еве го списокот повеќе од 20 ликовни уметници на различни позиции ќе не потсетат на 60 годишнината од светската солидарност со Скопје, со изградбата на Скопје. Затоа што нели не се одбележува таков јубилеј, условно да речем. И особено се како се поклопува тогаш се уште и ќе трае, нели? Да. Ќе трае изложбата до таму после 20. Се ќе трае до 31 јули. Да. За затворањето имате настап на словенички квинтет. Да. Во музеот на македонска борба. Морам да го истакнам Зоран Митев, наш човек кој што работи и живее во Словенија со години. Камерата академика, тоа е секстет кој што доаѓа од Словенија. Да, не знам дали предмалку ја споменав и Словенија. Значи имаме гости и од таа држава. Исто така, еве да напоменам, да се заблагодарам за просторите. Значи ги реализираме во Сулијан, во Куршумлијан. Се обидуваме да ги отворим, да ги изместиме програмите, за да бидат поинтересни и провокативни и за самите уметници, ама и за публиката. Некоја театарска представа која што сте ја гледале во салонот на, не знам, на Драмски или на МНТ, ако ја изместиме во Куршумлијан или во Сулијан, звучи поинаку. Да напоменем за сите оние кои што сакаат да посетат, а ќе трае, така и сигурно си ќе сакаат, доколку не дојдат во допир со оваа програма, дека се имате објавено на вашата Facebook страница. На Facebook, на Instagram и во подготовка е и skopskolето.mk, веб страницата наша. И таму ќе може секако да си се информираат. Сега, она што е секогаш убава вест за посетителите, повеќето од настани ќе бидат бесплатни, со бесплатен влез. Знаете, своевремено Скопско лето сосема беше бесплатно. Меѓутоа, пред година-две со короната, значи ние бевме првата манифестација која започна во 2020 година. Протоколите за организација на вакви манифестации и програми се донесоа на 2 јули, ние веќе на 6 јули започнавме, иако секогаш започнуваме на 21 јуни, тоа е првиот ден на летото и светски ден на музиката. Затоа со музика го одбележуваме отварањето на Скопско лето. Не и се. Моравме да ја регулираме публиката. И тогаш почнавме символично. По 200 денари да продаваме влезници за публиката и сега најголемиот дел од содржините исто така се бесплатни. Таму каде што очекуваме дека ќе има малку повеќе публика, повторно по символична цена, фестивалска символична цена, ќе се наплаќа некоја влезница. Морам за самиот крај да ве прашам, ако е бесплатно, како тогаш ќе излезете на крај, дали институциите реагираат како што треба да реагираат за една ваква манифестација? Малку тешко. Да ги потсетиме. Малку тешко, да. Знаете, минатата година го реализиравме Скопско лето само со 400.000 денари. Оваа година Министерството ни одели 800.000 денари. Очекуваме во скоро време да излезе и програмата за култура на град Скопје, каде што аплициравме уште минатата година таму пред крајот на октомври со неколку проекти кои што се редовни и традиционално ги реализираме. Се надевам дека
ќе добиеме некакви средства, за да можеме да вметнеме и дополнителни програми, затоа што, знаете, наредното веќе јубилејно 45-то Скопско лето, уште сега се подготвува. Да. Значи ние комуницираме Особено и гости, ако сакате да дојдат тие по 5 години однапред си го знаат распоредот. Пред се со странците, па потоа со нашите домашни уметници, институции и така. За така. да биде тоа како што треба, да, и да се одржува традицијата и да станува секоја година побогато и побогато. Јас многу ви благодарам на ова ваше гостување, сигурна сум дека и гледачите, затоа што долго ќе трае ова, има многу програми и претпоставувам дека секој буквално може да си најде нешто што има за секого. Дозволете ми само да да имам вечерашната програма во 20 часот. Ансамблот за народни игри и песни на Македонија Танец настапува на плоштадот кај Филип II и тој е практично редовен учесник на Скопското лето, па и на есенските свечености и понатаму следуваат театарски представи, изложби, реков представи за деца и така натаму. Ви благодарам многу на ова ваше гостување.